Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите и ова издание од емисијата од своја страна. Во ова издание представувам една поинаква приказна. Мојата денешна гостинка е адвокат Катерина Котевска-Стеснилска. Разговараме за незината професија, за тоа што ја прави автентична во адвокатурата, за сите оние приказни на жени жртви на насилство кои што се провлекуваат низ незината професија, за се она што носи професијата, меѓутоа и за незиниот приватен живот. Верувам дека пошироката јавност веќе ја препознава, меѓутоа нешто повеќе токму во ова издание ќе ја поздравам и ќе посакам добри дојде токму на адвокат Катерина. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да поразговараме малку повеќе за вас и вашата професија од своја страна. Благодарам на поканата. Каква сте? Благодарам добро. Доаѓате од Битола. Така е. Предпоставувам дека времето малку не ни се погоди, меѓутоа разговорот ќе ни се погоди. Зошто токму вас ве убрав, зошто токму вас ве поканив, бидејќи сметам дека преку вас ги гледам сите оние жени кои што токму во вас гледаат херој, токму во вас го гледаат спасот и токму преку вас ја водат борбата за поголеми права и борбата за правда. Катерина, зошто адвокат, зошто адвокатура и може ли секој адвокат може ли секој човек да ја работи оваа професија кој што сака да се занимава со право, со Најпрвен благодарам за убавите зборови, а второ, она што мислам дека ќе почнам од назад, дали може секој, па да, кој ќе има соодветно образование и кој ќе ги достигне потребните квалификации, нели ќе положи правосуден испит, ќе земе лиценца, може да се занимава со оваа професија. Меѓутоа, како и во секоја професија и во уметноста, секогаш некој кој се занимава со нешто треба да има и талент. Може би тој некој талент за музика, за танцување или за адвокатура во конкретниот случај не одделува од групата, од мноштвото. Меѓутоа, сепак, сите знаеме дека талентот е само 1%, а 99% е напорна, посветена работа и нештедење сами од себе во извршувањето на своите обврски. Сега, зошто адвокат? Интересно прашање, бидејќи во моето пошироко семејство никој досега не се занимавал со право, јас сум прва, а како што гледам, можно и да бидам и последна, бидејќи моите синови воопшто не се заинтересирани за да ме наследат, што целосно ги оправдувам, нивен избор е тоа. По секоја цена не би сакала да правам наследници во адвокатурата, имаат право слободно да се остваруваат во која области да сакаат. Меѓутоа, мене уште од 9 годишна возраст почнува да ме влече правото, да ме влечат судските постапки. Најпрвен како дете нели ги гледам на телевизија. После тоа ги преживувам преку еден многу близок роднина кој беше адвокат и покасно бев и приправник кај него. Едноставно ме интересираше таа тематика најмногу од се. И секогаш кога ќе имаше филм со правни постапки или кога било што ќе се разговараше во областа на правото, мене тоа ме привлекуваше и сама не знам зошто и до ден денеска не знам зошто, меѓутоа од секогаш тоа ми било животна желба. Да, од секогаш знаете дека еден ден ќе бидете адвокат, но дали и адвокат кој што ќе се занимава токму со борбата против семејното насилство, дали адвокат кој што токму ќе ги застапува жените жртви на семејно насилство, магистриравте, ќе докторирате токму во овој домен, во оваа област. Ајде повеќе малку за таа ваша определба. Јас кога почнав адвокатура, почнав како и сите адвокати, сите почнуваме кои не сме наследиле некои предмети, некоја канцеларија на мајка, татко, дедо, баба. Значи почнуваме од нула, почнуваме од старт, сите сме, многу од нас почнале така, со тоа што прифаќаме предмети од различни области за почеток, секој предмет е добре дојден. Мене ми се случи меѓу првите предмети во почетокот на мојата адвокатура да ми се погоди развод со тешко семејно насилство кое се повторуваше во неколку наврати и каде што имавме
доста проблематичен случај. Ја застапува во тога жената и мислам дека жените пред се ме бараат затоа што сум жена. Најверојатно се чувствуваат комотно, бидејќи се жени, самите можат да најдат на разбирање на многу женски аспекти. А што се однесува пак и од другиот аспект, како дете на самохрана мајка, која исто така во животот водела некои правни битки, која била и жртва на семејно насилство, тие работи некако сум ги преживувала индиректно, па кога јас се соочив со нив, тука се пронајдов и се осетив дека тука можам најмногу да се дадам. Бидејќи сум била во улога и на дете, сум била во улога и сега сум мајка и професионалец, адвокат, меѓутоа мислам дека можеби тоа имаше еден најголем акцент на целава моја пределба, да се занимавам токму со семејното право и со семејното насилство. А колку вашите клиентки, почесто жени, се чувствуваат покомотни од другата страна, имајќи ве вас како жена, адвокат, застапник, кој што ги застапува пред институциите, да кажам покомотни, послободни во тоа дека токму вие сте жена? Така. Мислам малку и дека тоа е и до личноста. Јас сум човек што не ја преминувам она граница на професионалност, меѓутоа се трудам секогаш да остварам близок однос со моите клиентки, бидејќи само на тој начин, ако почувствуваат дека вистина имаат од другата страна човек што сака да помогне, а не некоја институција, тогаш се постигнува најдобар резултат. Тогаш се постигнува единство за да може да се работи заедно и заедно да се оди кон посакуваната цел. Бидејќи во текот на правната битка која ја водиме за добивање на некое право, многу често треба поддршка. Значи, не многу често, туку секогаш треба поддршка, меѓутоа треба личноста која ја застапуваш, јас сум застапувала и многу мажи, ден денеска ги застапувам, треба да почувствува дека на другата страна има свој сојузник. И тоа било мојата пределба под број 1, а под број 2 и самата сум личност која е екстравертна, која остварува лесно контакти со другите луѓе, можам да комуницирам на ниво прво на една жена, со жена, па понатака и како адвокат и професионалец, и многу често се поставувам дури во улога и на мајка, па знам некогаш и да искарам добронамерно, да речам мама зошто така, и сето тоа, меѓутоа моите клиентки досега не ми замериле, бидејќи знаат дека навистина од дното на душата го кажувам тоа и сакам да помогнам, бидејќи целиот процес има своји успони и падови, и тука сметам дека понекогаш треба и да се подметне и рамо, за да целата постапка понатаму продолжи. Дали токму тој однос ваш кон клиентите ве прави да се двоите и да бидете автентична во вашата професија, според вас? Тоа е многу неблагодарно, јас да го кажам за себе. Мислам, не се чувствувам комотно во смисла дека би можело да испадне дека си сама себе си лепам епитети, меѓутоа сметам дека леснотијата на комуникацијата и препознавањето, апсолутно, и препознавањето на вистинската намера, добра намера, тоа никогаш никој не може да го скрие. Сите ние адвокатите живееме од адвокатурата и мораме да наплатиме за своите услуги, меѓутоа добро во ред има и секундарна правна помош или она што се нарекува бесплатна правна помош. Сите колеги скоро имаме такви решенија за давање на таква помош и можеме да даваме. Меѓутоа, тука препознавањето на вистинската добра намера, која никогаш не може да се прекрие или изфорсира, мислам дека тоа е нешто што сите сме возрастни луѓе и секогаш препознаваме кога некој е искрен во намерата кон нас. Па сметам дека тоа е нишката која ме врзува со моите клиенти и мислам дека баш поради тоа се стекнува и таа доверба.
Така, сликата на жената денес во 21. век, за разлика од минатото, е далеку подобрена. Правата и слободите секако на жената се на едно повисоко можеби ниво. Меѓутоа сведоци сме и факт е тоа дека секојдневно жените се дискриминирани, неретко физички и психички малтретирани, доаѓа тукму и века вас како човек кој што најчесто го сведочи сето тоа да побараат помош. Меѓутоа чинам дека во последниот период се почести се случаите на семејно насилство. Зошто е тоа така? За жал, статистиката која се појави во почетокот на оваа година ни покажа дека пријавувањата, а сигурно тие пријавувања кои се блиску зголемени од 20%, а голем процент од тие пријавувања сепак завршиле со дела кои се процесуирале, не биле само пријави кои биле повлечени, меѓутоа има и таков дел. За жал, наместо да се намалува стапката на семејното насилство, таа се зголемува. Лично, како професионалец, говорејќи како некој што научно се занимава со оваа проблематика, пропустот го гледам во неадекватноста на постапувањето на институциите и на немањето на стратегија која не само ќе се појави на хартија, туку треба и да се процесуира, бидејќи за жртвите на семејно насилство треба да се работи 365 дена во годината, не само на крајот на ноември кога се одбележува тој ден на борба против семејното насилство. Треба да се има стратегија како за жртвите, така стратегии за самите насилници, бидејќи многу од нив се зависници, многу од нив после одстранувањето од домот немаат каде да ги поминуваат тие денови, па нивниот револт се зголемува уште повеќе. И сметам дека треба да се работи со двете страни за да се постигне еден резултат. Исто така, сите припадници во различни области, дали се институционално или се граѓански сектор и така натаму, треба не секој. Јас пак ќе се оградам, ќе кажам дека во мојата работа сум сретнала извонредни професионалци кои целосно посветено ја работеле својата работа и постигнувале големи резултати, меѓутоа постојат и поединци за жал кои од целиот процес го водат во друга насока и се доаѓа до една непосакувана слика за целиот процес, дека целиот процес тапка во место затоа што некои други насоки се земат и тоа сметам дека не е во ред. Посебно не е во ред да се рефлектира феноменот на малата средина врз жртвите. Жртвите да бидат двојно виктимизирани на начин што повторно ќе бидат испрашувани, повторно ќе бидат осудувани, омаловажувани. Сето тоа треба кога ќе се детектира во еден колектив или во една постапка. Не треба да се прекрие и, како што рекол Платон, омразен е оној што ја говори вистината, па тој што ја говори вистината да биде негативецот во приказната, туку напротив треба да се работи за подобрување. Значи, јас ги разбирам институциите, пребукирани се, со премалку кадар, не имаат адекватни средства за работа, апсолутно немаат комодитет, простор за да можат да се изразуваат адекватно и да ги решаваат ефикасно самите проблеми. Меѓутоа, пак, она што го имаме, мораме да сватиме дека тоа е тоа, дека толку ни е капацитетот и дека мораме да го искористиме нашиот капацитет максимално. Во повеќе наврати ги споменавме институциите, следствено на тоа колку жртвите веруваат во системот и колку се чувствуваат охрабрени да пријават. Стапката на охрабреноста кај жртвите, морам да признам дека е поголема. Повеќе се едуцирани сега со кампањи, со различни едукации или трибини, каде што присуствуваат или се пласираат во јавноста.
Едуцирани се да го пријавуваат семејното насилство. За тие што не знаат, морам да потенцирам дека тоа се прави исклучиво на телефонскиот број на најблиската полициска станица 192. Се пријавува или лично се оди во најблиската полициска станица и таму се пријавува семејното насилство. Понатака, доколку постојат телесни повреди или доколку постои психичка раздразнатост, исплашеност и така натаму, доаѓаат до медицинска документација, треба да ја извадат во најблиската медицинска установа и понатака да се процесуира семејното насилство, со тоа што центрите за социјална работа таквите постапки ги водат целосно бесплатно за жртвите, меѓутоа жртвата може и сама да ја води постапката доколку е правно образована или за водење на постапката да ангажира свој адвокат. Колку жртвите се истражени во целиот процес на таквата постапка? Во смисла имаме и случаи кои што сведочат на тоа дека жртвата ја повлекува тужбата, ја повлекува пријавата. Што ги советувате? Многу често, бидејќи семејното насилство се случува помеѓу партнерите, дали се брачни или вонбрачни, семејното насилство е семејно насилство по дефиниција се случува помеѓу партнери и луѓе кои се во блиски односи. И тука е проблемот баш тој блискиот однос, емотивноста на прво место, надежта која последно умира дека личноста ќе се промени, дека истата го направила тоа во афект или дури жртвите кои долго време се жртви на семејно насилство доаѓаат до ситуација каде и самите се обвинуваат, па јас можеби да не постапев така, немаше тоа да се случи. Не постои оправдување за насилство. Значи не постои тоа провоцирање кое ќе доведе до насилство. Значи никој не смее да трпи насилство и секој треба да, доколку постане жртва, а секој од нас минимум еднаш во животот се нашол во улога на жртва од било кој аспект, секогаш треба тоа да го препознае и да постои во него еден револт што е на тоа место и револтот не да го решава сам, меѓутоа да го решава со помош на институциите, со една правна рамка и да не потклекне под првите пречки и обструкции кои ќе ги најде во постапката, бидејќи живееме во мали средини, секој со секој се познава. Се знае дека тој што ќе направи, условно речено народски да се изразам, белја, тој прв ќе се јави за да бара да фати пријатели, да може некако да биде амнестиран од одговорност и така натаму. Меѓутоа, сето тоа би требало да најде на еден цврст штит од страна на институциите, да не продре воопшто во самата постапка. За жал, не е така во пракса, меѓутоа сите треба да се трудиме тоа нешто да се случи. Секоја една ургенција или влијание на нас како професионалци, без разлика на кое место се наоѓаме, треба да се одбие како бумеранг и воопшто да не допре да постапиме согласно закон во самата постапка. Најголема грешка што се прави е помирување на жртвата и насилникот. Тоа не смее да се прави. Значи, помирувањето помеѓу жртвата и насилникот не смее да има. Зошто? Затоа што со самата Инстанбулска конвенција, која е еден правен акт врз основа на кој оваа борба на интернационално ниво се организира, строго забранува мирење на насилникот со жртвата. Зошто е тоа така? Бидејќи насилникот треба да одговара за она што го направил, да влезат во системот и жртвата и насилникот, да бидат третирани соодветно, за да понатака жртвата се третира, за да се ублажи самиот стрес, амортизира она што го преживеала како траума на местото на жртва, да може да биде инкорпорирана во општеството понатака успешно, за да си ги остварува своите права, да се грижи за своите деца, а насилникот да биде третиран за да понатака не го повтори делото. Значи, а доколку е зависник да биде третиран против зависници, доколку има некоја друга пречка, не сака да работи или слично, да биде упатен врз основа на судска пресуда, да биде задолжен да прифати вработување, да може да дава средства за издржување на своите деца кои многу често и најчесто ги има во таа постапка,
а и понатака оној проблем кој може би му представувал проблем да действува така или траумата што ја носел од детство за да понатака да ја неутрализира за да не ја повтори и само така процесуирано насилство не се повторува. Сите повлечени пријави, сите смирувања, сите повлекувања резултирале на повторување на семејното. Дел од повлечените пријави, за жал, се и од жени жени жртви на семејно насилство, кои што се овде поради тоа што немаат кај да одат, кои што се овде поради тоа што ќе речат другите или ради децата. Се надевам дека, односно уверена сум дека имате дел и од таквите случаи, меѓутоа да подсетиме дека еве како адвокат вие ќе подсетите дека токму за тие жени има сигурни куќи кај што ќе можат. Така е. Ајде ќе оставам на вас да. Така е. Значи секоја жртва, жена која ќе побара помош од државата има своји механизми за да излезе во пресрет на таа жена. Зборуваме за жените бидејќи во глобала се жени кои многу често и најчесто имаат и деца, кои тие деца се со нив, без разлика на возраста, може и да се многу мали, па да состојбата е уште по-деликатна. Има механизми, може да пружи сместување во сигурна куќа, понатака може да ги смести привремено во СОС селото кое се наоѓа тука на територија на Скопје. Таму има прекрасен тим што им помага да се снајдат, да најдат вработување, да најдат сместување понатака и за да може да го продолжат непречено животот, помагаат доста. Значи, постојат прекрасни професионалци кои си ја работат својата работа и помош треба да се побара. Не постои оправдување да се седи во таква атмосфера и во таква заедница, а особено не поради децата. Значи, најголема грешка што ја прават родителите е останување во токсичен однос или во семејство и брак кај што има семејно насилство ради децата, бидејќи со тоа, наместо да ги заштитуваат децата, прават голем проблем во понатамошното нивно развивање. Децата преживуваат трауми кои понатака им се рефлектираат во животот, стануваат повлечени од својата средина, многу често и се срамат од својата ситуација дома, па не носат другарчиња, еве пример, дома, затоа што не знаат дали и во кој момент ќе ескалира кавгата помеѓу нивните родители, стануваат асоцијални, стануваат повлечени и сето тоа рефлектира понатака од најлош резултат, а тоа е да го повторуваат однесувањето на своите родители кои го гледале во текот на растењето, женските и тие да влезат во врска каде што ќе има насилство, машките да бидат сторители на насилство и сето тоа треба да се спречи со пресекување на тој однос и барање на поубави услови за живот и на самата жена, меѓутоа и на децата. Колку е подигната свеста кај жртвите жени за правилно пријавување на насилството? Чинам дека во последниот период многу случаи анонимно се дрзнуваат да напишат на социјалните медиуми. При тоа не е адекватна таквата комуникација. Мислам дека е полесно и подобро да се обратат токму првично кај вас, еве кај адвокат, отколку сето тоа да се сподели. Што ја тера жртвата тоа да го сподели? Помал е товарот, помал е... Секој од нас, кога ќе има некој проблем, бара некој начин за да го сподели тој проблем и за да побара решение. И ние како жени, например, јас не очекувам некоја жена да е толку на прва храбра за да одма оди во полиција, и да пријави. Најчесто тука доаѓа до пукање на таа структура од секојдневно трпење и криење кон блиските. Пријателки, роднини, мајка, сестра и така натаму. Првите сигнали секогаш ги приметуваат најблиските. Се случува и имало случаеви каде со години се случува семејно насилство, а најблиските дури не знаат, бидејќи таа жена тоа вешто го крие, што од преголема одговорност самата себе дека тоа е нејзин проблем и не треба другите да ги замара
и многу често и од страв за да тој проблем, тоа насилство не премине и на блиските. Има случаеви каде што насилникот може да биде насилен и кон другите членови на семејството и поради тоа самата жена го крие тоа и прво пукнува и почнува да дава сигнали, да се поверува на најблиските. Тука апелирам до сите кога ќе најдат на таква личност која има такви проблеми, прво треба да изразат поддршка, никако осуда, никако народски кажано солење на памет или паметување со таква особа, секогаш треба да се даде поддршка и да се насочи таа да пријави за да излезе од тој зачаран круг од насилство кое секојдневно се случува, да излезе од тој круг, за да може понатака да го продолжи животот. Кој може да понуди помош со сместување привремено, со поддршка, со блиска поддршка во смисла на утеха, оти не сме сите психолошки спремни за да дадеме психолошка поддршка, меѓутоа сите ние сме луѓе, сме човечни, можеме да понудиме една поддршка лична и да се даде ветер во грб на таа особа за да почне прво да го средува својот живот, да се дистанцира од таквата средина, а понатака и да пријави и да дојде до процесуирање на самото семејно насилство и до остварување на своите права. Актуелни беа во јавноста и други групи наречени јавни соби. Чинам, вие добивте еден таков случај за битолската јавна соба, кој што одекна гласно во јавноста. Се случи жена да биде уценувана поради нејзини интимни фотографии објавени, чинам, на социјалните медиуми. Што се подобри од тогаш до сега? Какви поуки извлекуваме од таквиот случај кој што вие го добивте како адвокат? Значи, жената како жртва, рековме, може да биде и во повеќе области. Во овој случај се случи да биде жртва на уцена, да биде жртва на изнесување на интимни детали. Тоа може да се случи на секој, бидејќи како некои што живееме во 21. век не можеме да ги игнорираме социјалните мрежи и комуникацијата, особено блиската интимна комуникација по социјалните мрежи. Тие слики кои ги постираме дали јавно или ги препраќаме едни со други, посебно кога сме во партнерски односи или во блиски интимни односи, не може да го негираме нештото дека не постои, дека такво и да се правиме паметни, да велиме дека такво нешто не треба и не сме да се прави во ред. Да, се треба да се прави со еден вкус, со еден интегритет и достоинство, меѓутоа кога сме блиски и интимни, тогаш на спротивната страна можеме да пратиме и поинтимни содржини, дали ќе се пишани или ќе се во вид на фотографија, воопшто не е битно. Меѓутоа, она што треба секој да го знае е дека таквите содржини завршуваат таму каде што се наменети и не треба да бидат предмет на дистрибуција за да бидат предмет на исмејување или само фалење, дека ете јас сум голем фраер, па имам женска и така натаму, машките или женските обратно. Дека и тие се во некои односи, меѓутоа треба да се има во предвид дека секоја содржина која ќе се прати треба да се прати со доверба и таа да заврши тука. Освестувањето на проблемот е во тоа што треба сите да сме свесни, треба да продолжиме да ги користиме социјалните мрежи со намената за која тие се дадени, да комуницираме едни со други. Ако сакам јас јавно да објавам нешто, ќе објавам јавно моја слика со опција за јавно покажување или ќе гостувам на некоја емисија каде што има реални шоуа сега во денешно време и така натаму. Меѓутоа, она што е комуникација по социјални мрежи треба да остане на ниво на комуникација и треба да знаат исто така, особено децата кои тоа го прават сосема ненамерно, дека дистрибуцијата на таквите содржини исто така е казнива. Значи, доколку добиеш ти таква содржина од било кој снимено тајно или јавно, исто така и неовластеното фотографирање и снимање представува кривично дело.
Така. И тие тајно фотографии и видеа што ги прават адолесцентите или средношколците или децата или младите, треба да знаат дека представуваат кривично дело. А со самото наполнување на 18 години одговараат како полнолетен, возрасен човек. Треба да имаат исто така самите свест дека тоа не треба да се снима без дозвола, понатака не сме да се дистрибуира без дозвола и сите содржини кои не се од мое внимание испратени до мене, не се содржини кои јас треба да обрнам внимание, освен ако не се јавно постирани како информација или како статија. Тогаш што не смеа да се дистрибуира, да се препушта и да се исмејува, и особено сакам да потенцирам дека објавите кои ги има по разни портали така натаму, секогаш имат опција за коментирање. Меѓутоа, коментирањето е дозволено и секој може да го прави. Треба да биде исто така направено со едно внимание дека истото може да представува кривично дело, може да представува говор на омраза, може да представува навреда, иако навредата и клеветата сега не е кривично дело, меѓутоа се одговара согласно закон и за такво нешто. Мислењето треба да се изразува согласно некои непишани правила, па и пишани законски правила, да се изразува квалитетно, културно и достоинствено, прво за оно што го изразува, и не треба да чекаме само нешто да се објави за да сите наши внатрешни неубави чувства ги изразиме на тоа. Има различни содржини, со некои се сложуваме, со некои не се сложуваме, меѓутоа не треба никогаш да паднеме под своето достоинство за да бидеме повикани на одговорност. Неудобно објавивте дека сте нападната од лице додека службено си ги извршувавте обврските. Колку се чувствувате безбедна во оваа професија, Катерина? Јас лично за себе никогаш не сум имала проблем со стравот. Имам читано и различни статии, студии каде што велат дека отсуството на страв укажува на нешто друго. Да. Меѓутоа не е можеби тоа така, сепак сметам дека јас лично дефиниција за стравот велам дека тоа е нашиот однос кон непознатото. И вистина е така, од она што не го познавам и не знам што е, јас се плашам. Меѓутоа ако нештото го знам и знам дека е така и дека во таква ситуација може да се реагира на тој начин, нема зошто да се плашам и не се плашам. Јас можам, и секој од нас може да стане жртва секојдневно, може да излезе на улица, не дај Боже, на пешачки, да преживее сообраќајна незгодна и така натаму. Меѓутоа, мене никогаш не ме водело то чувство. Мене напротив ме водела храброста напред и сум сметала дека па зошто јас да не и да му кажам на овој што треба да му кажам и да го заштитам овој што треба да го заштитам и зошто имам проблем таму со институцијата, па зошто јас да се повлечам, па јас ќе одам да го решам. То ме коштало, морам да признам, понекогаш и баш скапо и со мои лични нервози кои сум ги преживувала, бидејќи никој не сака да биде повикан на одговорност ако не работи како што треба. Јас секогаш сум била борец за правда од мала. Меѓутоа, занимавајќи се со оваа професија, знаејќи дека се случуваат секакви фрустрации од сите страни, едно само сакам да апелирам дека било кој да се најде во ситуација, да биде повикан на некоја одговорност, да знае дека секој оној кој е во тој процес, како службено лице, ја врши својата работа како службено лице. Значи, не треба да го гледате како индивидуа, дека тука е Катерина или не знам кој, тука треба да се гледа дека тоа е адвокат, дека тоа е судија, дека тоа е инспектор кој се занимава сектор семејно насилство, пример, Центар за социјална работа, стручен тим, сочинет од психолози, социјални работници и така натаму. Значи, тие луѓе се во тој момент на своето работно место. И тие тука ја работат својата работа со која дома ги издржуваат своите деца и не треба да се гледа дека
посебно кога се работи за жена. Еве и тоа морам да го признам. Кога се работи за жена, некако по-храбрени сме, за да не ја и кажеме се и се што, меѓутоа постојат некои такви жени како што сум јас и не го дозволуваат баш лесно да помине. Па тука се појавува револт, еве ова е сега жена, треба да се повлече. Зошто не се повлекува? Затоа што не зборува од улога на жена, туку од улога на професионалец. Дори имав својата пракса, имав една комична ситуација каде што од противна страна имаше некое долгување, не беше насилство таму, имаше некое долгување и културно се јавив, без одма да процесуирам за наплата на тој дол, културно се јавив и го побарав надлежниот. Беше на патување, разговарав со неговата секретарка, оставив порака господинот да ми се јави кога ќе пристигне. И тој ми се јави за еден ден, кога стигна и ми рече: добро, со кој разговарам? Разговарате со адвокат тој и тој, добро. Јас сакам да разговарам, рече, со маж, не сакам да разговарам со жена. И тогаш јас реков: господине, се извинувам, меѓутоа се извинувам што сум жена. Не, се извинувам што сум жена, туку реков: се извинувам, господине, меѓутоа во овој момент можете да разговарате само со адвокат. Не можете да разговарате ни со маж, ни со жена, можете да разговарате само со адвокат. Не е битно понатака како се одвиваше целата постапка, битно дека мене тоа ме насмеа, ако ми рече дека не сака да разговара со мене, сака да разговара со маж. Така да. Каква е адвокат Катерина Котевска приватно? Приватно. Приватно сум мајка на 2 сина, кои двата се сега во едни тинејџерски години, каде што почнуваат да ги осознаваат приликите на овој свет и на нашето обкружување. Во ова динамично време тоа нивно осознавање не е баш толку лесно, меѓутоа како родители со нивниот се трудиме да постигнеме најдобри резултати што може. Строга ли мајка сте? Па сум, да, во некој аспект, меѓутоа пак од друга страна имам многу отворен и пријателски однос, бидејќи од самото растење на моите деца ја ги третирам нив како еднакви единки со мене, никогаш не ги гледам од позиција на некој си кој знае каков авторитет. Да, сум авторитет кога треба и тука нема збор, меѓутоа гледам прво нештото да го доближам, да го објаснам по она логика што претходно кажав, дека стравот и секое негативно чувство е нашиот однос кон непознатото. Ако имаме сознание за нештото, многу полесно можеме да се снајдеме во целата ситуација. И на тој начин се трудам да ги воспитам прво и основно да имаат емпатија кон луѓето кои се околу нив, да бидат прво и основно луѓе, човечни, па секој нека си биде професионалец во својата област. Апсолутно, нека се остварува во која област сака и во која поле сака, меѓутоа обврска има да биде прво и основно човек. А понатака што ќе одлучи да биде како своја определба, јас сум тука да поддржам. Кога завршува работниот ден на еден адвокат? Па како што гледам и колегите и јас, никогаш не сме завршиле пред 19 часот, некогаш и може и порано ќе се случи, меѓутоа знае долго да трае. Да, алудирав на тоа дали си ја носите работата дома. Се трудам да не, меѓутоа за жал јас работам некоја материја која бара инволвираност од 24 часа дневно. Претпоставувам и достапност. Апсолутно, јас сум достапна целосно на телефон и семејното насилство како по некое непишано правило се случува за време на викендите, за време на летните одмори, за време на празниците. Зошто? Затоа што луѓето се тогаш заедно дома и во ситуации во бракови каде што постои меѓусебно нетрпение, тоа нетрпение ескалира кога се дома партнерите, како што беше пример во текот на карантинот за време на короната, каде што излезе од контрола. Беа приморани да бидат на едно исто место постојано, без можност некој да излезе, да се пролуфтира или да замине на работа,
па тука да постојат некои динамики кои ќе ги олеснат целата ситуација. Најчесто се случуваат во тие периоди и јас сум навикната на тоа, навикната сум да работам за викенди, навикната сум да работам за празници и секогаш прво и основно ми е тоа дека кога ќе се појави потреба од помош, таа треба да се даде, без разлика кога е тоа, затоа што за тој пат сум се определила и тоа е мојата обврска согласно мојата определба. И јас сум човек од крв и месо, можам да бидам недостапна, можам да бидам одсутна или едноставно да спијам, меѓутоа секогаш во најкраток можен рок се трудам да обезбедам достапност, затоа што работам таква материја. Секако дека некој што работи деловно право, кога ќе затворат банките, пример, во 16 часот, може да одмори, тие продолжуваат понатака во другиот ден или за викенд нема берза, нема банки и така натаму. Меѓутоа, се исто јас се споредувам, например, со еден хирург кој може да го повикаат за операција во секој момент, не се знае кога на некој хирург ќе му дојде срце за трансплантација или бубрек и така натаму. Па и еден новинар не се знае кога ќе се случува нешто. Ќе се случи некоја интересна случка. Читаат ли адвокатите нешто друго освен закони? Секако. Зависи кој како. Меѓутоа читаме, да, јас обично тоа го правам во летниот период, кога сум послободна, тогаш имам повеќе време за содржини. Со оглед дека сум и на докторски студии, тие ми одземаат време со материјата која спремам за испити. Па кога ќе најдам луфта сега во овие години? Еве, за кога ќе најдете луфта, јас и моите пријатели од издавачката Куќа Арсламина потикнуваме читање на македонски автори. Сантос Блус од Ненат Алексовски ја одбрав токму за вас, Катерина. Благодарам. Доаѓа лето, па во летниот период ќе се уживате заслужено со некој коктел на плажа и со Сантос Блус. Благодарам, баш прекрасен подарок, секогаш ми е драго и уживам да добијам книга за поклон, затоа што книгата е безвременски подарок и останува и дури за наредните генерации да се пронајдат и во неа. И благодарам за подарокот и се надевам дека ќе имаме се повеќе поводи да се сретнуваме и да разговараме за убави нешта. Така, за убави нешта, меѓутоа и за важни општествени прашања, за важни теми кои што не задираат ите како сите. Пред да се одјавиме од интервјуто, јас ќе посакам да упатиме една порака, еден апел, можеби до како до жртвите на семејно насилство и на било каков вид на насилство, така и до сите оние актери во тој целиот процес на самата постапка од пријава па се до разрешница, која ќе биде вашиот апел, кој ќе биде и која ќе биде пораката која ќе упатиме при самиот крај? Јас апелирам секој што ќе се најде во ситуација на неволја, на жртва, секогаш да почне да тргнува од мртвата точка, да работи на себе, да го неутрализира стравот, да свати дека има решение за проблемот и дека можеби вистина борбата е тешка и дека треба многу препреки да се поминат, меѓутоа не постои нешто подрагоцено од човековиот мир и од човековата слобода. Секој од нас треба слободно во ова општество во 21. век да се остварува, затоа што тогаш е најпродуктивен и најмногу може да даде за општеството, и за своите деца, и за своето семејство, и за самото општество. Секој оној кој се наоѓа во окови, и дали тие окови ќе се од проблеми или од семејното насилство, представува единка која е заробена во сопственото битие и не може никако да излезе за да го продолжи животот онака како што сака. Секоја жена, секој човек треба да се сака себе си најпрвин и да биде изреволтиран зошто е тоа така. Исто многу важна, сакам порака да упатам и до жените, бидејќи најчесто сум со нив во контакт, а и до младите генерации,
една жена треба секогаш да биде самостална. Што значи тоа? Тоа не значи дека жената не треба да стапува во партнерски односи, не треба да се оствари во улога на сопруга или мајка. Меѓутоа треба да се оствари во улога на професионалец. Без разлика дали ќе заврши образование високо или основно или средно и ќе развие некоја вештина која исто така ќе носи приход. Секоја жена треба да без разлика колку физички убава и колку на таа убавина може да добие во денешно време, барем каде што материјалните вредности за жал се многу повисоко од други вредности. Треба да знае дека убавината и дека женственоста се минливи. Тие траат определен период во животот. Она што останува е градењето, изградената личност, која како изградена личност, без разлика на своите физички карактеристики, жената ќе биде привлечна за својот партнер, па и за општеството, за да биде продуктивна. Значи, не сме една жена да игра на картата на својата убавина, на својата младост, за да живее во згоден и угоден живот, туку треба да се оствари како професионалец, да стекне образование, да стекне вештина и тогаш ќе има услови и тогаш ќе има свое јас кое ќе допринесе до тоа да било која ситуација која ќе ја предизвикува терет и која ќе ги условно кажано сече тие крила, таа ќе може да ја избегне со тоа што ќе има каде да застане, ќе има на свое место да застане. А секоја жена, без разлика од какво семејство потекнува и во какви услови живеела, може тоа да го направи со свој труд и посветеност. Така да апелирам прво да се оствари секој како човек, да има свој интегритет, да има свое тло каде што ќе застане, а понатака секоја жена, јас сум тип на човек кој смета дека секоја жена треба да се оствари во улога и на партнерка, на сопруга, на мајка и таму да се даде колку што може максимално, затоа што една личност е комплетна кога ќе ги оствари сите своји улоги кои биолошки, општествено и се дадени. Адвокат Котевска, јас уживав додека ве слушав. Многу се радувам за овој муабет. Ви благодарам за тоа што одвоивте дел од вашето пребукирано време, за тоа што ни дојдовте токму од Битола овде да поразговараме и да ги отвориме овие важни теми. Јас се надевам дека ќе имаме можност повторно да ве видиме и повторно да соработуваме со вас секогаш ви се отворени вратите во телевизија Сонци во емисијата од своја страна. Се надевам ќе имаме повторно можност да говориме за многу важни теми. Овој пат ви благодарам. Секое добро и ви посакувам многу успех во она што го правите. Благодарам и среќна сум што можевме да направиме ваков разговор и да упатиме интересни пораки каде што сметам дека ќе допрат до тие за кои беа наменети. Токму така и дека ќе освестиме и многу жртви кои што не така гласно ги кажуваат криците на насилството, меѓутоа се надевам дека веќе свеста конечно треба да е подигната. Благодарам. Така, почитувани гледачи, овде е крајот на овој разговор. Многу се радувам што токму преку ова издание упативме многу важни општествени прашања, упативме многу важни пораки кои што чина многу добро ќе ни дојдат на секој од нас. Ќе ви се заблагодарам што со внимание го проследивте и ова издание од своја страна. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Разговарам со адвокат Катерина Котевска-Стесниовска. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш и ќе ви посакам да бидете живи, здрави, да се чувате, а со мене се гледате веќе наредната недела.